ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која ве подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува. Ке гледате. Со цвеќе и зеленило се уредува Скопје, но се зголемува и појавата на искорнати и украдени цвеќиња. Хаварисаните возила проблем во автокоманда. Од општината велат дека опоменуваат и отстрануваат. Во Скопје има 4100 надземни и 100 подземни контейнери, но ѓубрето сепак се фрла на улица. Електричните тротинети – хит на скопските улици. Во општина Бутел денеска се одржа 5-тиот ден од одбележувањето на Денот на екологијата. Учениците од повеќе училишта во паркот пред општината одбележувањето го почнаа со културно-уметничка програма на која настапија ученици од основните училишта во општината и детската градинка 11 октомври. Денешната тема на учениците беа граѓанските еколошки здруженија на територија на општина Бутел со наслов Глобално граѓанско движење. Учесници беа граѓанските еколошки здруженија Екологик, Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green, Сунелиус и Здружението за екологија Цепросарт. На денешното одбележување градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски истакна дека граѓанските здруженија се важна алка во севкупното делување на институциите за зачувување на животната средина. Тие се мотиватори, иницијатори, организатори, критичари и чувари на зелената и чистата околина во која живееме и функционираме. Со ова докажуваме дека општина Бутел е еколошка општина, каде што во изминатата година дена потрошивме многу енергија околу чистење на депониите и околу чистење на нашата општина. Нема да застанеме тука, наредниот период ќе имаме уште поголеми активности, каде што ќе биде сето тоа добро за граѓаните. Во изминатиот период насадивме повеќе од 100 дрвца, да кажам дрва, за да ги разбуди свеста на останатите граѓани во општина. Градоначалникот Смилевски додаде дека до завршување на целата манифестација остануваат уште 4 манифестации пред финалната во сабота. За време на одбележувањата учествуваат учениците и дечињата од градинките, учество ќе земат и родителите, односно граѓаните на општина Бутел, а ќе бидат обезбедени и соодветни експерти за конкретните теми што ќе се обработуваат. На крајот ќе бидат наградени трите најуспешни тимови. Најдобриот екострип ќе се доделуваат пофалници, благодарници и планинарски ранци. Во Скопје се обновува и заштитува постојното и се подигнува ново зеленило. За една година се реконструирани 129.000 квадратни метри, а се засадени над 8.000 висококвалитетни садници на повеќе локации во градот. Градските власти велат дека акцент бил ставен на засадување нови дрвореди и обновување на постојните, а од оваа година Скопје е побогат за неколку нови паркови. Екипите на град Скопје работат на хортикултурно уредување на зелен плоштад на булеварот Гоце Делчев на просторот зад Филхармонија. Со зеленило ќе се уреди и дворот на Министерството за култура. На просторот кај последна постојка на автобусот со број 41 во Драчево, на местото каде што неодамно имаше дива депонија, никна нов парк. Финскиот парк во населбата Ченто е реконструиран и хортикултурно уреден на површина од околу 13.000 квадратни метри. Во паркот е подигнат нов тревник и е поставена хидрантска мрежа со прскалки, шахти и хидранти, а уреден е и паркот до градешниот факултет на булеварот Партизански одреди. Минатиот месец градските власти најавија дека градскиот трговски центар ќе добие зелен покрив. Постојниот покрив, кој сега е речиси неискористен, ќе стане атрактивен простор со зелена површина за одмор, рекреација и културно-забавен живот. По реакциите во јавноста околу изградбата на зелениот покрив на ГТЦ, реакциите на архитектите дека немало конкурс за идејно решение за зелената градина на ГТЦ и дека според постојниот проект има многу бетон, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов најави корекција на проектот во која ќе се вклучат Здруженијето на архитекти на Македонија и Архитектонскиот факултет. По 70 години целосно ќе се уреди вториот дел на градскиот парк од хотелот Александар Палас до Луна паркот. Годинава е предвидено да се засадат нови 12.000 садници.
Ова неодамна го најави директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Адријан Муџа, кој за Прва Скопска рече дека покрај ова имаат и 43 нови проекти за уредување на јавните површини со зеленило и цвеќиња, но и несовесните граѓани треба да ги чуваат уредените површини, а не како што често се случува да се крадат цвеќињата што се посадени во жардиниерите и покрај булеварите. Како што каже директорот на Паркови и зеленило, се зачестува појавата на откорнати и украдени цвеќиња, но тие не може да сторат ништо во врска со тоа. Работиме на неколку проекти моментално. Само да напоменам дека оваа година има направено веќе изготвени 43 нови проекти, значи за реконструкција и подигање на нови зелени површини, како и отпочнување на проектот за реконструкција на цел втор дел на градски парк. Да, се почестија тие работите со крадењето на цвеќето, особено во градот Скопје. Ние не можеме да ги чуваме, значи не можеме да обезбедиме чувашка служба 24 часа да чување на цвеќето и зелената површина. Ако на вистина сака да го уништа тоа убаво што се прави во градот, нека им служи на чест. Ние не знаеме што друго да правиме. Во јануари годинава град Скопје и UNDP го презентираа проектот за зелен катастар на јавните зелени површини во градот, чија основна цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило и собирање и анализа на податоци за зеленилото. До сега се попишани 65.844 дрвја и 28.395 грмушки во парковското и во булеварското зеленило. Во рамките на проектните активности е реализирана првата фаза што опфати геодетско снимање на 650 хектари површини на јавно зеленило, изработка на веб апликација за управување со јавното зеленило и мобилна апликација за попис на дрвја и грмушки на терен. На старите и хаварисани возила местото им е во отпат или во гаража, а не на паркинг каде што зафаќаат место и оневозможуваат да се паркираат возила и покрај проблемот со немање доволен број паркинг места. Реагираат жителите на Автокоманда кои за овој проблем неколку пати се обратија до Прва Скопска. Тие велат дека пријавено и во општината и во ПАЈАК службата, но од ПАЈАК службата им посочиле дека надлежноста за отстранување на хаварисаните возила е на општините и за нивно отстранување од јавните површини се грижат општинските комунални инспектори. Пред неколку месеци, кога побаравме одговори од општина Газибаба за тоа кои се плановите на општината за хаварисаните возила, ни одговорија дека општината е запознаена со проблемот со хаварисани возила на јавните површини. И токму затоа, надлежни комунални инспектори излегле на терен и на собствениците на возилата кои не се во возна состојба им изрекоа опомена за да ги отстранат во одреден рок. А доколку и понатаму хаварисаните возила не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки. Но според жителите и она што успеа да го забележи нашата камера, сликата на терен и не е толку променета. Жителите на Автокоманда реагираат дека после доставените опомени и залепени налепници за собствениците да си ги отстранат возилата, собствениците само си ги одлепиле налепниците и возилата си стојат на паркинзите. Од општина Газибаба вела дека луѓето кои ги отстраниле лепенките докажале дека возилото е во возна состојба, а останатите се отстранети. Визер Скопскиот маратон ќе се одржи на 4 мај во Скопје, под покровителство на град Скопје, делегацијата на Европската унија и Агенцијата за млади и спорт. Заинтересираните за учество во маратонот може да се пријават на официјалната веб страна на skopskimaraton.com.mk или кај партнерот за онлайн регистрација www.smartrace.club. Во врска со 15-тото јубилејно издание, тимот на Визер Скопски маратон, Сојузот на спортови на град Скопје информира дека штафетниот маратон ќе биде со име Штафетен маратон ЕУ за спорт под покровителство на Европската унија. Ќе бидат организирани бесплатни групни тренинзи, што ќе ги водат познати атлетичари Сашо Даневски, Кокан Ајановски и Весна Кираџиева. Сите заинтересирани кои сакаат да добијат мајца во стартниот пакет ќе мора да се пријават најдоцна до 31 март, а после овој датум не следува мајца во стартниот пакет. Истиот датум е краен рок и за оние што сакаат нивното име да им биде испишано на стартниот број. Традиционално, како и минатите години, сите учесници ќе добијат 20 евра вредносен ваучер од Визер.
Од Сојузот на спортови наведуваат дека изминатиот викенд патиката била измерена, со што Визер, Скопскиот маратон, го обновува постоечкиот сертификат за точноста на патиката и истата ги исполнува сите стандарди за исполнување на норми за учество на олимписки норми и светски првенства. Под мотото време е за акција за крај на туберкулозата. Денеска се одбележува Светскиот ден на туберкулозата. Бројот на заболени од туберкулоза во државава континуирано опаѓа. Од 560 регистрирани пациенти во 2007 година на 217 во 2018 година. Предвидени се 25 милиони денари, пред се за спроведување на превентивните програми, идентификување на ризични групи и рана детекција на туберкулоза. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче по повод одбележувањето на Светскиот ден за борба против туберкулозата, што е одлична можност да се подигне свеста и да се укаже на превенција и контрола на оваа болест. Стапката на откриени случаи со туберкулоза во државата изнесува 10,5 на 100.000 жители. Се бележи благо зголемување на смртните случаи во 2017 година, кога тој број изнесуваше 13, а во 2016 година имало 7 смртни случаи. Станува збор за болест на помладата популација. Годишно се откриваат од 10 до 12 деца болни од туберкулоза. Доминираат случаи со белодробна форма на туберкулоза, која е заразна и се шири во околината, но со 23% се застапени и вон белодробните форми на туберкулоза. Туберкулозата успешно се лекува, има бесплатни лекови. Сите пациенти ги добиваат бесплатно и успехот на лекување достигнува до 88%. Во однос на ризичните популации се спомнуваат ХИВ инфицираните, лицата кои престојуваат во казнено-поправните установи и психијатриските болници. Од 2007 до 2017 година беа регистрирани само 4 случаи меѓу болните од туберкулоза со ХИВ инфекција. Сепак и покрај достапната терапија, методи на рано откривање, диагноза и третман, во одредени делови во светот има континуирана епидемија. Нашата држава спаѓа во земјите со ниска стапка на ХИВ и туберкулоза. Во 2018 година е донесена 4-годишна стратегија која се заснова на целите за одржлив развој на Обединетите нации, но и глобална стратегија на Светската здравствена организација, која значи целосно искоренување на туберкулозата до 2030 година. Поставувањето на новото име на фасадата на владата ќе биде извршено по изборите, изјави денеска генералниот секретар на владата Драги Рашковски, одговарајќи на новинарско прашање. Тоа е процедура што налага тендерски постапки и можете да очекувате тоа да се случи по завршување на изборите. Согласно тоа дека за време на избори тендерски постапки што не се во годишниот план за јавни набавки не може да се спроведуваат, рече Рашковски. Постапувањето во сила на договорот од Преспа од фасадата на владата беа отстранети буквите Влада на Република Македонија, а на новото место треба да дојде новиот назив Влада на Република Северна Македонија. Повторно загадување во Скопје. Ова го покажуваат резултатите од апликацијата Мој воздух, на која вчера вечер во Карпош индексот за квалитет на воздух покажувал измерени вредности 129 од дозволени 100. Инаку индексот за квалитет на воздухот е мерка која прави сума на сите измерени вредности од сензорите на една станица, прикажувајќи ја загаденоста на европската скала од 0 до 100. Мерката под 25 означува многу ниска загаденост, под 50 ниска, под 75 средна, под 100 висока и над 100 екстремно висока. Граѓаните на Карпош и преку социјалните мрежи вчера се запрашуваа што ли се случува во нивната општина, бидејќи многу мирисало во ноќните часови. Градот Скопје постојано апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба, да се користи јавниот превоз, за затоплување на домовите во зимскиот период да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, а печките на дрва да се користат и одржуваат според упатствата на производителот.
Министерството за животна средина објави телефонски броеви за секоја општина, пријави загадувач, но загадувањето и натаму продолжува во големи размери. Секоја година се повеќе луѓе во Европа умираат како последица на загаден воздух, дури и повеќе отколку од пушењето. Според едно истражување, загадувањето на воздухот двојно ја зголемува стапката на смртност. Научниците заклучиле дека секоја година 790.000 европејци умираат од загадување на воздухот. На глобално ниво, околу 8,8 милиони луѓе умираат поради лошиот квалитет на воздухот. Во исто време, според проценките на Светската здравствена организација, смртноста од пушењето е 7,2 милиони луѓе годишно. 40 до 80% од смртните случаи се предизвикани од кардиоваскуларни болести. Експертите велат дека загадувањето на воздухот исто така го намалува вкупниот животен век. Голема смртност како последица на загадувањето на воздухот е забележана во земјите од Источна Европа. Повеќе од една деценија Сдруженијето Мобилност чека плажа за телесни инвалиди. Не се потребни стотици илјади евра за да се адаптира плажа на брегот на Охридското езеро за лицата со телесна попреченост по теркот на високо развиените земји. Избрана е и локација во близина на градот, веднаш после подвижниот мост кај каналот Студенчишта. Изработен е и проект, останува надежта дека надлежните министерства и локалната самоуправа конечно ќе го прифатат и реализираат. Ние имаме еден проект за пристапност и достапност на плажите за инвалидизирани лица. Чак во тој проект имаме и предвидено место своевремено каде да биде таа плажа за користење на инвалидите и не само на охридските инвалиди. Тука се работи за инвалидите од Македонија, бидејќи ние во Охрид имаме 13 апартмани како Мобилност Македонија, каде низ тие апартмани во летниот период престојуваат некаде околу преку 600.000 инвалидизирани лица со придружници, многу од нив. Значи, да се изработи таа плажа, тоа не значи дека би бил некој голем издаток. Специјалната адаптирана плажа за инвалидизирани лица ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи и од странство. Тука се работи за понудата на нашиот туристички Охрид за инвалидите од целиот свет, каде на мапата, на светската мапа на понудата од охридските плажи би постоело дека постои и таква плажа адаптибилна за телесните инвалиди со пристапност и достапност и услугите наравно околу таа плажа и наравно дека човек од секаде од Шведска или не знам тамо од кои земји од светот, од Америка, Австралија или од било каде, би дошол тука, би летувал без некој страв дека нема можност да ги користи плажите и Охридското езеро како и другите лица. Тука не се работи само за пристапноста и достапноста, влезот и излезот од езерото. Тука се работи за еден поголем комплекс каде што инвалидот би ја добил комплетната туристичка понуда. Инвалидите секојдневно се соочуваат со безброј бариери, нема пристапни рампи по охридските улици, ниту во институциите. Ние сме прифатени како инвалиди од околината, од луѓето околу нас. И другиот проблем што денес и денес се градат објекти и се преадаптираат или градат наново, пак без некои стандарди за пристапноста и достапноста за инвалидите во смисло на спуштени тротоари, на рампи за пристап, на ракохвати или гелендери, ето популарно речено, каде што инвалидите треба да дојдат до некоја институција. На плажата треба да бидат поставени специјални гелендери за кои инвалидизираното лице ќе може да се држи при влегувањето во вода. Треба да има и други помагала, меѓу кои задолжително санитарен чвор за инвалиди со облекувални и лежалки покриени со платно. Добрите познавачи велат не е голема инвестиција, а ќе ја збогати туристичката понуда на градот Охрид.
За разлика од високо развиените европски земји, каде што и свеста на населението е високо развиена, во Македонија се уште се зборува за важноста и потребата од рециклирањето, па дури се уште се апелира до граѓаните ѓубрето да го фрлаат во соодветни контейнери. За жал, иако живееме во модерно општество, и речи се и да нема човек кој барем на неколку дена не ја напуштил државава и видел како се живее во големите европски и светски градови, повраќањето дома си продолжува со старите навики. Пред само еден месец бевме свидоци на еколошка катастрофа, која му се случи на студентскиот дом Пелагонија во Киселавода, како резултат на несовесното однесување на студентите, идни академски граѓани. Расфрлан отпад и покрај многобројните апели од јавното претпријатие комунална хигиена се забележува насекаде, а многу често граѓаните мака мачат да го погодат контейнерот, па ѓубрето завршува околу контейнерите, создавајќи мини депонии на секој чекор. Се обративме и до јавното претпријатие комунална хигиена, од каде што велат дека динамиката на собирање отпад е за пофалба, а како пример ни посочија неколку европски градови, во кои, за разлика од кај нас, отпадот се собира само 2 пати неделно. Како јавно претпријатие комунална хигиена, дали може да ни откриете на кој начин ја одржувате хигиената во градот и како и колку во текот на денот ги празните контейнерите? Сите садови за одлагање на отпадот се празнат 7 пати во неделата, односно еднаш дневно, иако нашата оперативна програма за работа предвидува тоа да се прави само 6 пати, меѓутоа ние поради потребите на терен со години наназад тоа го правиме еднаш дневно. Јас би сакала да напоменам дека во сите светски метрополи, еве на пример во околината на балканските простори, во Словенија, на пример во Хрватска, тоа се прави 2 до 3 пати во неделата, така што кај нас станува збор на вистина за една многу честа динамика. Макар што и покрај тоа се случува да имаме поплаки, дека контейнерите се преполнети или дека, например, не може да се одложи отпад, но тоа се должи на одредени други проблеми кои што треба да ги решаваме. Од друга страна, граѓаните се жалат дека во Скопје недостасуваат повеќе садови за одлагање на отпад. Неколку наши соговорници велат дека и покрај изградбата на нови згради во нивната населба, бројот на контейнери останал непроменет, па токму затоа и се преполнуваат за само неколку часа. Но од комунална хигиена го тврдат спротивното. Секако дека поставуваме, локациите на контейнерите не ги одредуваме ние, туку секторот за урбанизам и секторот за комунални работи при градот Скопје, меѓутоа работиме координирано во тесна соработка, онаму каде што значи според бројот на жители и бројот на новоизградени стамбени објекти ќе се покаже потреба дека има потреба да се постават повеќе садови, секако дека веднаш го правиме тоа и продолжуваме со сервисирање на овие садови. Во Скопје во моментот се поставени околу 4100 надземни контейнери и околу 100 подземни контейнери. Без оглед на динамиката на собирање на отпадот од контейнерите, ѓубре во македонската метропола ќе има на секој чекор, се додека не почнат граѓаните да се однесуваат во согласност со нормите и правилата на урбаното живење. Легалните такси превозници во Скопје секојдневно се соочуваат со нелојалната конкуренција во автотакси превозот. Според општите проценки во Скопје има околу 2500 диви такси превозници кои действуваат без плаќање такси кон државата. Дивото такси представува нелиценцирано возило кое вообичаено нема стандарден таксиметар, такси возачот што го управува возилото не е пријавен за давање такси услуги, а исто така им ја одземаат работата на легалните такси превозници. Граѓаните многу често и не знаат дека влегуваат во нелиценцирано такси. Од градот Скопје информираат дека во Скопје има околу 2400 лиценцирани автотакси превозници, но немаат конкретен податок за бројот на нелиценцирани таксисти. Со законот за превоз во патен сообраќај, инспекторите, освен санкционирање со глоба од 500 евра, привремено ги одземаат возилата што не поседуваат извод од лиценци. Сашо Рајчиновски од групацијата на автотакси превоз на град Скопје за Прва Скопска изјави дека во Скопје има околу 5000 таксисти, од кои 2400 со лиценци. Рајчиновски додава дека голем број пензионирани полицајци и пожарникари работат како превозници во оваа дејност и на тој начин им го одземаат прометот и не плаќаат придонеси кон државата. Во Агенцијата за вработување има
пријавено 5 пати помалку такси возачи. Низ градот се возат необележани такси возила, нелиценцирани без таксиметри, се наплатува 3-4 пати повисока цена на превозот на такси станица. Такси станиците се преполни бидејќи не се предвидени за толкав број возила. Од градот Скопје додаваат дека инспекторите за патен сообраќај спроведуваат надзор на 3 начини, и тоа редовен, вонреден и контролен инспекцијски надзор, при што се утврдува дали субјектите што се предмет на надзорот ја поседуваат потребната документација во согласност со законските прописи за вршење превоз на патници на подрачјето на градот Скопје. Од друга страна, Рајчиновски вели дека ако се реши овој проблем, ќе имаме од 20 до 22 тона помалку согорување на горивата и ќе имаме 1500 до 2000 нови вработувања. На скопските улици се почесто може да се сретнат граѓани кои возат електрични тротинети, кои се популарни не само кај нас, туку и во светски рамки. Предноста на електричниот тротинет е малата тежина, тие тежат од 10 до 15 килограми, а имаат релативно висока моќност и носивост. Во зависност од моделот на производот, па некои модели развиваат брзина од 25 до 30 км на час. Развојот на технологијата овозможи овие алтернативни превозни средства да можат да поминат и до 30 км со само едно батериско полнење. Полнењето на батеријата трае 5 часа, а со едно полнење може да потроши 10 денари електрична енергија. Електричниот тротинет е најприфатлив за користење во градови со рамна површина. Тоа значи дека еден жител на Скопје може да се движи на било која дестинација низ градот со само едно полнење на батеријата. Придобивките и заштедата од користењето на електричен тротинет се големи, раскажува за прва скопска жител на општина Илинден. Тој електричниот тротинет го купил пред 3 години и постојано го користи. Најпрвин како алтернативно превозно средство до работното место во една од европските земји, а по неговото враќање во Македонија, кога дозволуваат временските услови, тој патува од Илинден до центар за да стигне до работното место. Изминатите денови со електричниот тротинет актуелен беше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој од граѓаните беше забележан како се вози по скопските улици. Шилегов со овој гест ги мотивира и останатите жители на Скопје да го користат овој алтернативен начин на превоз во Скопје, како град со релативно рамна површина. Електричниот тротинет, освен што е исплатливо превозно средство, го решава и сериозниот проблем со паркинг во Скопје и во другите градови. За ова алтернативно превозно средство не е потребна голема паркинг површина, туку едноставно и лесно може да се внесе во секоја просторија и да се полни до следното движење. Доколку користите електричен тротинет, ќе бидете уште еден совесен граѓанин кој се грижи за здравата животна средина, односно за намалување на сериозниот проблем со загадувањето. Од април исклучените од парно грејење повеќе нема да плаќаат фиксен надоместок, предвидуваат новите предлог правила за снабдување со топлинска енергија, што денеска на седница ги разгледа Регулаторната комисија за енергетика. На потрашувачите на топлинска енергија пак од 1 август во сметките ќе им биде укината ангажираната моќност, но тоа не значи дека ќе добијат помали сметки, туку ќе се воведе појасен и лесен начин на пресметка на сметките. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски нагласи дека од 1 април нема да се зголемат сметките за парно грејење поради тоа што ќе се укине одредбата со која досега исклучените плаќаа фиксен надоместок. Од Регулаторната комисија препорачуваат градот Скопје и владата да најдат соодветен механизам за субвенционирање на потрошувачите кои користат топлинска енергија и на оние кои се греат на природен газ. Во однос на оние кои би сакале да се исклучат од системот за парно
грење. Регулаторната комисија за енергетика предлага тие да имаат обврска да изработат елаборат со кој ќе докажат дека новиот начин на кој ќе се греат нема да предизвика проблеми во снабдувањето на електрична енергија. Потрошувачите кои ќе сакаат да се исклучат ќе треба да побараат и дозвола од 50% плюс еден граѓанин од станарите кои живеат во зградата. Во однос на празните станови во кои никој не живее, дополнително ќе се разгледуваат начините на тарифирање. Исто така се воведува и концептот на забрана на исклучување на ранливите категории на потрошувачи во зимскиот период. Над 24.000 граѓани во земјава годишно заработуваат над 1 милион денари, а бројката на оние кои оствариле бруто приходи од 100.000 до 1 милион денари е половина милион. Најмладиот милионер во земјава има само 15 години, а со доход над 1 милион денари е и 98 годишно лице. Скопјанец е на листата на највисоки годишни приходи, а највисоката плата е исплатена во здравствениот сектор. Директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска денеска информираше дека за 2017 година вкупно 455.915 лица поднеле годишна даночна пријава. Над 1 милион денари бруто приходи според поднесените годишни даночни пријави имале 24.524 лица. Највисоки приходи пријавени во годишната даночна пријава има Скопјанец во износ од 212 милиони денари, што е највисок годишен бруто приход во земјава. Според висината на платата, најголема плата е исплатена во здравствениот сектор, потоа следуваат трговијата, производство на фармацевски производи и препарати, компјутерско програмирање, трговија на големо со производи од тутун. Најмалото лице кое заработи над 1 милион денари приход е лице од 15 години, кое ги остварило средствата од интернет услуги. Со реформата што ја воведе управата за јавни приходи од годинава, граѓаните не поднесуваат годишна даночна пријава до управата за јавни приходи, туку УЈП ќе ги достави електронски на даночните обврзници кои претходно се регистрираа на електронскиот систем. Управата за јавни приходи ќе почне да ги доставува предпополнетите годишни даночни пријави од 1 април на корисничките профили на даночните обврзници. На емайл адресата корисникот ќе добие нотификација дека е испратена предпополнета годишна даночна пријава, која ќе треба да ја потврди или коригира. Воведување споделено родителско отсуство, без притоа мајките да го изгубат стекнатото право на отсуство од 9 месеци. Со 1 месец задолжително отсуство за мажите предлагаат од реактор истражување. Оттаму сметаат дека со ова ќе се зголеми родовата еднаквост, ќе се намали дискриминацијата на жените на пазарот на труд, но и ќе се овозможи и мајките и татковците да се вклучат во грижата за детето од најрана возраст. Од Министерството за труд и социјална политика се согласуваа дека е потребен нов модел, но посочуваа дека за него треба да има согласност од сите засегнати страни. Од реактор вела дека постојниот модел кој има право на родителско отсуство на мајката, а можност таткото да користи само доколку мајката се откаже од сопственото право, е многу застарен модел. Во светски рамки во последните 2 децении интензивно се применува модел на мајчинско, татковско и споделено родителско отсуство. Ваквиот модел би имал подолгорочни позитивни ефекти за подобрување на економската положба на жените на пазарот на труд, што би значило и намалување на родовите јазови што постојат во однос на вработеноста. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека треба да се разгледаат меѓународните истражувања и пракси со цел да се усогласат овие права меѓу двајцата родители и со тоа да се обезбеди можност и двајцата да учествуваат во растот и развојот на детето. Ке се решили годинава навреме проблемот со комарците и другите инсекти и дали ќе успеат градските власти навреме да ги заштитат граѓаните со задолжителната дезинсекција. Граѓаните реагираа дека високите температури деновиве веќе допринеле за појава на инсектите во природата, но и во домовите. Тие сметаат дека локалните власти треба навреме да почнат со прскање против комарци. Минатата година првото прскање против комарците беше спроведено на крајот на јуни, наместо на почетокот на пролета, па граѓаните цело лето мака мачеа со комарците.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов уверува дека годинава навреме ќе ја спроведат дезинсекцијата, но се уште го бираат најповолниот понудувач. Тендерот е распишан на 4 февруари, па во моментов се разгледуваат понудите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство и Институтот за јавно здравје во октомври предупредија дека на повеќе локации во Скопје и во други градови биле лоцирани живеалиштата на тигристиот азиски комарец, кој пренесува сериозни заразни заболувања, како што се западно-нилска треска и жика. И затоа експертите препорачуваат градските власти уште во март да почнат со дезинсекција за уништување на ларвите. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги понатаму хрониките на Прва Скопска.